треба таа служба да се впрегне на реални работи, кој што навистина Македонија има реални безбедносни закани и нас не треба таа служба, но не да губи време на 10 агенти да фрчат околу Филип, кој што сосема легитимни, легално се бори за власт. Студенти. Да. Кои што изразуваат некое свое уставно загарантирано право да се побунат, право на протест, да право на слобода на мислење, слобода на мисла, на збор. Да. Они ки ту фрлаат луѓе да кажат дека си не си студентски лидер, него дека си студентски дилер на дрога и не знам ки фрлаат луѓе да викаат не знам нацистички пароли со гасни комори кои што потаке кажат нели дека протестите се. Тоа беше направено за време на протестите се појави една субверзивна група која што подели летоци кои што повикува на елиминација на други националности. Исто така се појавија во еден ден транспаренти кои што понатака никаде не може да се открие како дојдоа и каде завршија. И бидејќи беше се во спрега ставено, новинарите тоа си го подигна на највисоко можно ниво и целите протести беа комплетно оценети и обоени во сосема други и дискредитирани. Но видете, тоа е свртување на историските текови. Значи тоа е сериозен проблем, затоа што ако една голема група, голем процент на македонската младина покажала на некој начин зрелост да протестира, да се бори за своите права, да изразува мислења за уставот, да изразува мислења за закони, да бара уредување на образовниот систем, без разлика и да не била во право. Но ако цела таа групација била канализирана демократски, друг ќе бил исходот после 10 години. А друго ќе биде ако цела таа групација била на тој начин истретирана како што е. Земете еден пример. Колку во 17 години колку млади луѓе оформени како политички личности произведоа сите партии? Нема повеќе од 10-15 луѓе. Значи се прави систематски да се оддалечуваат луѓето, ако се види некаква опасност за системот, тие луѓе се оддалечуваат по секоја цена. Добиваме за возврат мастодонти кои што прават нови партии, кои што менјаваат бои на секои избори, но секогаш се во власт. Што е сериозно дегенерирање на целиот систем. Значи, замислете дека всушност една невидлива рака го држи целиот систем во хибернација и не му дозволува да се демократизира. Зошто да не гледаме нови млади луѓе? Не мора да се на раководни позиции кои што е вода државата, меѓутоа не гледаме развој. Сите млади луѓе кои што видоа дека ќе удрат во тврда коска на тој начин, потоа се повлекоа. Многу луѓе исчезнаа, не се појавија. Тие буквално беа демотивирани. Колку луѓе ќе се појават и ќе кажат јас ќе влезам во политичка борба, кога знае дека може некој да им води досие и да им го слуша телефонот. Својата комоција и приватност нема да сака да ја заменат за јавен ангажман. Така што оваа дебата има сериозни аспекти кои што треба се допрат и сериозни опасности кои што мора по секоја цена да биде укажано на нив и да не се повторуваат. Дека не може да се воспостави контрола врз тајните служби, говорат неколку факти. Пред една година, конечно, по неколку години држени во фиоки закони, меѓу кои законот за следење на комуникациите, тој помина, значи легализирано е прислушувањето. Од друга страна, имаме една легендарна изјава на Тито Петковски, кој што вели дека двете најголеми партии во Македонија имаат системи на прислушување. Значи, она што ни треба како Република Македонија, она што ни треба за да се заштитиме од натамошните процеси на следење на тајните служби и за да немаме повторно жртви, е да се реформира целосно безбедносниот систем. Да се реформира ДБК, да се реформира Агенцијата за разузнавање, која што е во надлежност на председателот на државата, значи збориме за една фигура која што припаѓа на комунистичкиот режим и прв човек на СДСМ. Во вакви услови, што е она што треба владата на Груевски да го направи со цел да се исчисти безбедносниот систем, бидејќи говориме дека нема никаква промена за оваа година и половина однос на чистењето на тој терен, а тоа е неминовно. Тие тоа на своја штета го одлагат, тоа е најтрагичната работа. Во време ни објавивме 2 досија
на едно беше на господинот Јордан Петровски кој што има политички азил во Канада. Значи да дојдеш ти до политички азил, ти навистина во нормална земја која што е Канада, навистина мораш да докажеш дека имаш подебело досие, дека те гонала те прислушкувала. Досието, меѓу другите на отворање на досието учествувал господинот Силјан Аврамовски, поранешен министер за внатрешни, човек на кој што му се случи Калид Ал Масри, и тој човек денеска е втор човек во ДВК. Тој е заменик на Мјалков. И на своја штета го одлагаат. Исто така учествувал во формирањето на досието на ВМРО ДПМН. Сум го видел името на документи. Така. И тој човек е заменик денеска во колку години, пол 2 години во ВМРО-вска влада. Значи, не знам која е причината за што не може да се покрене дисциплинска постапка, не знам, прераспределба на друга функција, крајот на криштот, еве не мора да ради досието на ВМРО, поради Калид Ал Масри или поради било што погрешно паркирање, мислам, не знам зашто не. Ако се сака ќе се најде причина, апсолутно. Се нема. Не знам што немам одговор. Видите, јас се плашам дека уствари, всушност, тие структури се толку добро организирани што не постои партија со доволно развиена демократска свест која што сака по секоја цена да расчисти. Но убеден сум дека секоја партија која што нема силно да се судри со потребата од цивилна контрола во насока на заштита на човековите права и слободи на поединецот, кој што нема да се судри со било која организирана структура во општеството, дека на крајот ќе плати најголем цех. Затоа што тие се толку добро организирани, што сега предпоставувам, бидејќи сум упатени во партискиот живот, сега се тие најголеми ВМРО-овци. Да. Сега се сите тие зборуваат против СДСМ, против комунистите, предлагаат мерки како со нив да се делува, како да им се намести нешто, што да им се справи, да прикажуваат лојалност. Меѓутоа, знаете што, иако сум оштетен многу од страна на владењето на таа структура до 98 година, јас сепак мислам дека оваа невидлива рака е посилна и од СДСМ. Јас мислам дека таа со време толку се има организирано, толку се има поврзано, што делува како рака која што е над политичкиот систем. И треба многу голема желба, волја и силна определба за таа да се стави под контрола. И тоа ми се чини дури дека е опасна работа. Да, не е Што мислите за регионалното поврзување? Еве соседна Србија, тука ние имаме фини структури, соседи кои што исто добро го имаат разработено тој систем. Колку мрежно, односно регионално се завршува целата работа со тајните служби, бидејќи тие соработуваат меѓу себе. Нашата тајна служба беше подредена на белградската, ние немаме автономна тајна служба, а за српската тајна служба, мислам, се знае до која дереджа стигна, до формирање на паравојни единици, до атентат на премиерот, се губија. Мислам, ви имавте ситуација шефот на специјалната единица за брзи реакции во српската полиција, истовремено да и шеф на мафија, на најголемата мафија во земјата. Тие две функции по правило треба да се неспојиви во нормална држава. Не, на крај си го човекот се покаже дека е држава и дека е посилен од легалната држава. Тоа се покажа со убиството на Џинџич. А ние сме филијала. Ние секој сме биле филијала, никогаш не сме биле. Филијала, што мислите? Петровски. Па не сум сигурен, некои случувања, како да речеме палењето на американската амбасада, покажаа дека тие можат 99-та година, што е сосема близко до денешниот ден, дека можат многу брзо да се организираат и да го насочат јавното мислење без од негативната енергија во насока која што на нив им одговара. Да ве подсетам палењето, односно не палењето, навлегувањето во парламентот за време на војната. Исто така инструментализирано. Со тие се, знаете како кај нас некои работи многу брзо се забораваат. Но тоа се индикации за силата, односно организираноста на такви структури, кои што се веќе на дело може да кажеме дали се јаки или не се јаки. Така што во последно време не гледаме некоја силна пројава, веројатно затоа што Белград